Заедничката изјава на албанските политички партии во Македонија е напишана во Скопје од страна на албанските партии, парламентарни партии. Таа изјава е за Европска Македонија, Македонија еднаква за сите граѓани на Република Македонија. Одделните точки од заедничката изјава на албанските политички партии извират од нашите изборни програми и на ниту еден единствен начин не задират врз унитарниот карактер на државата, не предвидуваат на ниту еден можен начин федерализација на државата, ниту кантонизација, ниту поделба, ниту бинационалност. Затоа ги повикувам македонските политички партии, македонските медиуми, нивните меѓупартиски судири да не ги прават на етничка основа и уште помалку користејќи одвоени делови од нашите изјави, ставајќи ги во хистеричен контекст на нивните концептуални судири, бидејќи прво не е во полза на вистината и второ задира длабоко во сршта на оваа земја, а тоа е заедништвото. Затоа, слушајќи ве вас и вчера и денес, истовремено свесен дека одлуката на председателот, на така наречениот председател Иванов, во суштина не се однесува на заедничката албанска изјава, но со друга негова конкретна загриженост, сакам да направам основни појаснувачки објаснувања околу посебните точки на заедничката изјава на албанските политички партии, за да ги знаат граѓаните и да ви станат и вам јасни, иако верувам дека јасни ви се. Првата точка. Изјавата е подготвена и напишана во Скопје од страна на албанските политички партии. Изјавата ексклузивно произлегува од изборните програми на парламентарните партии. Законот за јазик, за употреба на јазиците, е во целосна согласност со Уставот на Република Македонија, Охридскиот договор, како и меѓународните конвенции. Дебатата за националните символи, за која што дебатираме долго тука, ја отворија самите македонски политички партии. При што веќе еднаш се промени грбот на Република Македонија и имаш иницијатива, само да ја завршам мислата му. За колку време мислите? Паш за уште една процедурална. Не може уште една. Значи, мајде. Минатата во 2015 година отворивме дебата за промена на грбот и дискутиравме за таа промена на грбот на Република Македонија токму тука со иницијатива на македонските политички партии. Да појаснам, во влада со иницијатива до Собранието за уставни измени. Благодарам. Да појаснам, ДУИ не се залага за кантонизација, ДУИ не се залага за федерализација, ДУИ не се залага за поделба на Република Македонија, туку за унитарна со почит на уставниот поредок на земја. Господин Димовски Љупче има реплика.